теорията за ширењето на Вселената. Има ли крај за Сонцето? Успее ли човекот во неговите амбиции да дизајнира вештачко Сонце? И дали крајот на Сонцето ќе значи и крај на Вселената, како што пред малку беше? Па не, мислам дека крајот на Сонцето нема да значи. Од проста причина што човештвото се наоѓа во една почетна фаза на развој на науката. Меѓутоа Сонцето се уште доста ќе грее. Отприлика негде се е на средината од својот живот. Меѓутоа, оно што сакам да го кажам, воопшто во животот секогаш постои некој свој почеток и крај. Значи, растење, развивање на крај и умирање. Исто така и тоа да се случи и кај Сонцето. Нашиво Сонце ќе заврши некаде отприлика после 4-5 милиарди години као бело џуџе. А што значи тоа бело џуџе? Во самата астрономија си постои една граница, една подолба на класификација на големината на звездите, наречена Чандрасакарова граница. И сите звезди кои што имаат маса од 1 до 1/4 од маса на Сонцето завршуваат како бели џуџе. Значи што ќе се случи? Сонцето ќе почне го троши својот водород, прескалетот на една секоја секунда 600 милиони тони, и ќе дое нормално, ќе дое до трошење на целокупниот водород внатре во јадрото на Сонцето. И сега што ќе се случи? Значи ќе се створи едно јадро големо на хелиум, и веќе ова јадро ќе започне свој процес на нуклеарна фузија. И сега гравитацијата ќе делува внатре, значи во јадрото на нова хелиумово јадро, и ќе дое до растурање на слоевите од водород што се наоѓаат на периферијата. Така да најпред, при тоа растурање, бегање на водородот, значи од Сонцето, најнапред ќе биде голтнат Меркур, па Венера, па некаде ќе дое до Земјата. Некои научници сметаат дека ќе помине Земјата, некои сметаат дека не, меѓутоа не е важно, веќе живот нема да постои во тоа време на Земјата. И сега што ќе се случи со на хелиумово јадро? Тоа хелиумово јадро ќе проба да ја запали печката, значи ќе проба да го продолжи тој процес на нуклеарна фузија, значи ќе настане една експлозија, која што во астрономијата се нарекува хелиумов блесок. Меѓутоа, самото јадро нема доволно онаа критична маса за да може да го продолжи процесот на нуклеарната фузија. И тука буквално ќе застане све. Значи, од тука, значи ќе дое до една експлозија, и после таа експлозија, значи више се гасне таа печка, нуклеарна печка, и нормално тоа гаснење, мислам, тоа ладење ќе трае со милиони години, и тоа ладење сепак ќе се случи. Значи, после неколку стотини милиони години, значи, од ова Сонце ќе остане една мала грудка од снег, така би ја нарекли, некаде со димензии од 2-30 километри, која што нема да биде во можност да го продолжи процес на нуклеарна фузија, и ќе остане, значи, едноставно таа грудка на снег, која што во тоа време, хипотетички зборам, значи сите оние кои што ќе пролет или кои што ќе види преку телескоп, никој пат нема да знае и нема да биде свесен оно што ќе биде жалосно, дека таму некогаш постоел живот. Имате последно прашање во 21 часот и 30 минути, упатено до нашиот гостин Чески Зоран. Ајде, на крајот на разговор да позборуваме малку и за условите за појавата на живот на некоја од другите планети, на некоја планета надвор од Сончевиот систем. Колку е тоа можно? Или се уште само научна фантастика? Не, мислам дека не е тоа научна фантастика. Видите, каде да направиме една мала статистика. Само во нашава галаксија, значи во Млечниот пат, има некаде околу 400 милиарди звезди. Има некаде од 50 до 60 илјади милиарди на планети, значи кој што е нашава планета. Има некаде од 70 до 90 илјади милиарди на сателити, значи кој што е нашава месечина. И сега да земеме на 1%, него 0,001% да е па на милиарди
живот. Значи, едноставно Вселената брои од живот. Во космосот секаде јас верувам има живот. Меѓутоа, она што преска го рековте, условите кои што се битни за да се појави живот. Ја уште ми текна уште во најрана возраст, мене ме чудило, мислам, пред да навлезам во астрономијата, мене ми било ова прашање некако доста чудно, зашто само овдека на Земја се појавил, да речеме, зашто не се појавил на Венера или на Марс. Меѓутоа, кога се навлегува во астрономијата, работите стануваат многу јасни, станувајќи ги земеме нашите први комши, значи поблиску до Сонцето е Венера, подалеку е од нас, нели, е планетата, четвртата планета Марс. Сега на Венера што? На Венера постои еден живот кај што нема шанс да се појави. Постои едни услови кај што нема шанс да се појави живот. Од причина што таму на самиот екватор температурата е близу 500 степени. Значи планетата Венера е преблиску до Сонцето. Значи кога би барале некоја планета надвор од Сончевиот систем, би гледале таа планета да не е многу преблиску до Сонцето, за да може, зашто самата температура да не дозволи да се појави живот на. Ако го погледнеме Марс е на 227 милиони километри од Земјава, он е па многу далеку од планетата, од Сонцето. Значи сончевите зраци таму датираат од се многу послаби и таму самиот процес на да се појави живот се многу потешко, од причина што е многу ладно. Максималната температура на Марс се претпоставува дека е некаде околу 15 степени и тоа околу екваторот, значи една доста ниска температура. Значи, исто така планетата треба да се најде, она кој што ви построил живот треба да се најде некаде во средина, као што се има најдено нашава Земја. Еве са, пример, нашава Земја да била само 5 милиони километри поблиску према Сонцето, значи не би се јавил живот. Значи, едноставно, исто така се гледа и некоја планета да се појави живот, би требало да се да не е близко и многу е до Сонцето и од една друга проста причина, да не биде бомбардирана многу со их зраци, значи самите их зраци се доста штетни при самото појавање на тој живот. И од ред други услови. Пример, еве да земеме планетата Јупитер. Планетата Јупитер многу научници ја сметаат за промашена планета. Значи, она да била 2-3 пати да имала поголем волумен, таа ќе била Сонце. Меѓутоа, Јупитер доколку би бил Сонце, значи би бил звезда, тогаш е големо прашање дали би се явил тој животот на Земјата. Најголем дел, 90% од научниците сметаат дека не би се явил, затоа што температурата би била многу поголема. Меѓутоа, што би се случило тогаш? Тогаш па постоја шанси на Марс да се јави живот. Значи, во едни такви услови. Затоа што Сонцето таму е многу преслабо, а и Сонцето, се зборам хипотетички, кој што би доаѓало од Јупитер, значи, таа топлина не би била толку моќна како што е нашето Сонце. Значи, на некој начин би возможно да се јави некаков живот. Значи, повторно кажам, самата Вселена едноставно брои од космос, овој брои од живот, меѓутоа живот треба да се бара на оние планети кои што не се многу близко до Сонцето, но и кои што не се многу далеко од Сонцето. Значи, од причина да самите сончеви зраци не бидат ова и самата планета да не се најде во некој појас на некои космички турбуленции, значи да не биде често бомбардирана од практично ги земат условите што се соодветни, кои би соодветствувале на нас, на Homo sapiensот и вкупна флора и фауна. Да, меѓутоа видите, висока или пониска температура веројатно е можен. Па добро, не да е толку драстично. Не да е толку драстично. Значи секогаш различен област, да, видите, во волкав голем број на звезди и волкав голем број на планети. Сигурно и на други места постојат услови кои што животот се има развиено. Значи не сме ние овдека едини во Вселената. Значи многу планети има, многу звезди има, значи и процентот е многу голем за да се појави живот било каде. Само условите треба да се слични нешто како на Земја. Еде на крајот малку и да се развеселиме. Зорана, ја знаеш, има шега за Мојо и за Хасо. Мојо отишол на месечината, се качил горе, а Хасо останал во Сарајево. И го побарал на мобилен телефон и му вика: Мојо, како е горе?
одлично, хубаво и така натаму. Де, молим те, има ли горе женски? Па добро, какви се? Па исто како нашите, вика, ама градите им се на грбот. Како градите, вика, вели, на грбот? И така, вика, на грбот се одлични се за негранка. Со малку шеговито се раздуваме од нашиот гостин вечер во студиото за Радничевска, од Самското друштво во Скопје. И со што ја завршувам и ова рубрика посветена на обстојувањето и физичко